Пресконференција Родина Македонија по повод извештајот на Европската комисија. Во изминатите 32 години од независноста на Република Македонија, во континуитет од ЕУ ни пристигнуваат разни документи од Европската агенда за Македонија и нашиот регион. 32 години е доволна временска дистанца за да се дадат квалитетни заклучоци од последиците за одење по таа патеката кон ЕУ во услови кога немаме друго влијание и конкуренција. Тоа беше идеална позиција за реализација на европскиот план за овој простор во кој е и нашата Македонија. Што е заедничко на сите тие документи, проекти од страна на представниците на ЕУ кон Македонија и македонците? Да направиме еден краток извештај, овој пат од Македонија за ЕУ, односно ќе одвоиме неколку суштински точки. Првата суштинска точка се двојните стандарди и неморалот на ЕУ, која себе се прикажува како учителка по демократија. Додека од страна на ЕУ се бараше имплементирање на правата на малцинствата во Република Македонија, каде се постигна една класична мајоризација на малцинството врз мнозинството, така наречениот Бадентеров принцип, правата на македонците во земјите членки на ЕУ се во катастрофална состојба, каде не се признати ниту како малцинство. Тука да ги споменеме имотите на македонците етнички очистени од Егејска Македонија, кои денес се во владение на физички лица и субјекти од Европската Унија, нарушувајќи го правото на приватна собственост. Следната точка е негирањето на највисокиот институт на демократијата, референдумот. Да подсетиме дека на 30 септември 2018 година имавме референдум за членство на Македонија во ЕУ и НАТО со многу јасно прашање и уште појасен одговор. Прашањето беше: дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција? А одговорот беше: одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список, ќе соопшти председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски. Односно, македонскиот народ го оцени како недостојно прашањето патот кон НАТО и ЕУ да биде пат на идентитетско бришење, кое вие денес не го почитувате, заедно со вашите пиони од позиција и опозиција во Република Македонија. Третата точка – бришење и негирање на автохтоната македонска култура, традиција и идентитет. Во континуитет ни пристигнуваат понижувачки услови за членство во ЕУ, кои навлегуваат длабоко во нашиот идентитет, култура, традиција, кои во суштина го поништуваат сувереното право на македонската нација за самоопределување. Тоа е едно крајно недемократско и нецивилизацијско однесување на Европската Унија кон Македонија и македонскиот народ, и тоа трае во континуитет во последните 150 години. Како последна точка, сакаме да укажеме на неморалните вредности олицетворени преку LGTB+ и други невладени организации за трансродово и сексуално образование, поддржани токму од ЕУ и западните земји, кои се во спротивност со принципите и начинот на живење на македонското традиционално општество. Заклучокот на Родина Македонија е дека резултатите од 32 годишното одење по патот на ЕУ се катастрофални, самоуништувачки, нецивилизацијски и неморални. Родина Македонија апелира пред се до македонскиот народ да се разбуди од хипнотичкиот сон на нецивилизирана Европа, која е врвот на лицемерието во меѓународните односи. Не ни се потребни надворешни фактори за да ни укажат на степенот на корупција во Република Македонија, која е огромна и која е предизвикана од чинители на јавни функции на кои токму ЕУ им е бог и кои се стипендисти и ученици на разните школи за лидери, реформи на судскиот систем, Кембридж и други образовни системи, организирани токму од Западот. Нашиот заклучок е дека живеењето по европските принципи, споредено со македонските принципи, стандарди и вредности, е многу пониско од цивилизацијско достигнување и недостојно за следење на секој еден македонец. Родина Македонија ја создава македонската стратегија за развој на македонското општество. Приклучете ми се. Ви благодарам.